Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муабети. Денес разговараме со Мирјана Стевановска, советничка од ЗНАМ во Советот на Општина Прилеп. Добре ни дојдете, благодарам што ја прифати поканата. Добро ве најдов и благодарам и вас за поканата која што ми ја доставивте. За втор пат во нашето студио, прв пат во интервју или во емисијата Отворени муабети. На почеток на декември, во оние 16 дена кои што се посветени на активизам против насилството врз жената, тоа ни е како мотив за овој разговор. Разговараме нормално со советничка и за работата на Советот на Општина Прилеп и да разглобиме како го започнавте овој мандат, па ајде да започнеме вака. Според вас, како започна овој Совет? Се развива? Која е динамиката, кои одлуки се донесени до сега? Од моја гледна точка, Советот почна да работи динамично. Надлежностите се распределуваат поадекватно. Советниците им земаат поголемо учество при конституирањето на одлуките. Секако дека има слабости, секако дека треба многу подобрувања. Сепак сме на еден нов состав со нови личности кои што сметам дека едно од најбитните работи е тоа што имаме голема желба и голема волја да не се двоиме, туку одлуките да ги донесуваме врз основа на конструктивни разговори, врз основа да носиме одлуки кои што ќе бидат во интерес на граѓаните, а не кои што ќе бидат заштита на партиските интереси. Таква волја на почетоков се покажува и како пример можам да ви го кажам тоа. Значи, ви можевте да видите од преносот од општинската телевизија која што ги пренесува. Јас присуствувам и на сите седници лично. Вие присуствувате и на сите седници лично. Можевте да видите дека има некои процедурални пропусти кои што се случуваат, на кои што советниците им укажуваат на председателот на Советот. Меѓутоа ме радува тоа што ги прифаќаат забелешките, а не остануваат неми и глуви на забелешките кои што им се ставаат. Ајде, ако правиме муабет за забелешки, за процедурални, за одлуки кои што треба да се носат според закон, статут на Општината, имаше сериозна забелешка и првата седница беше баш однака за многу сериозна тема, тоа е ребалансот на буџетот. Имаше сериозна забелешка од опозицијата дека едноставно нема време и носењето на ребаланс е незаконско. Точно. Значи, носењето на ребалансот на буџетот се кошце со законската регулатива, но тоа го налага условите. Значи, за да не престанат со работа и да не застанат локалните институции, комуналец, водовод, пазари и така натаму, мораше во итна постапка, заради економичност, ефикасност, итност, да се донеси ребалансот на буџетот. Но на тоа ставивме и јас инсистирав кај председателката на Совет дека тоа не смее да премине во пракса и дека мора материјалите да ни бидат доставувани навремено, за ние да можеме да бидеме спремни, за да можеме да дискутираме околу прашањата кои што се ставени на дневен ред.
Ако правиме муабет дека овој ребаланс на буџет бил толку важен да се донесе заради функционирањето на општинските предпријатија, најверојатно тука станува збор за плати, за трошоци, за останати дел од годината. Дали тука сериозно не треба да се разговара за одговорност од претходниот состав кој што не ги пресметал тие трошоци, знаејќи дека извори ќе има во тој период баш? Ако разговараме за претходниот состав на Советот, јас не сакам да звучам нити грубо, нити да напаѓам некого, меѓутоа се испостави дека во претходниот мандат, од она што го видовме, што ни беше дадено како материјал, претходниот состав на Советот не сработиле ништо. Ама апсолутно ништо. Ја поддржав јас, пошто сум една, ја поддржав иницијативата да се донеси ребалансот на буџетот овој пат, од причина што мораше да се пренаменат средства за да може да функционира општината, за да можат да се реализираат проектите кои што некои започнати до никаде не стигнати, а некои воопшто и не започнати. Но според мене, тие проекти се од многу витално значење за нашите граѓани. Значи, станува збор за инфраструктура, станува збор за социјална политика и образование, станува збор за ненаменски потрошени средства. Новиот ребаланс на буџетот ги регулира сите тие. Разбираме, се разбираме дека морало да се прекрши закон за да се одржи функционирање на одредени предпријатија, на крајот на крајшта да правиме тука муабети за работници кои што не смеат да останат без плата. Муабетов ми е одговорност од тој што ве довел како нов состав во ситуација да кршите закон. Дали е покренато тука некаков диалог, некаква иницијатива, затоа што реално ако можеме да се вадиме со тоа некој да не остане без плата, некојаш може да се злоупотреби тоа. Не. На крајот на краиштата се уште се истите директори на тие предпријатија и тие имаат дел од одговорноста за да кажеле луѓе как не оставате во ситуација кај што не е баш пријатна. Тоа се оставени во таква ситуација од претходниот состав, кој што апсолутно се покажа дека недомаќински работеле, дека воопшто не се грижеле за општинските пари, општинските средства. И кој што овој нов состав не доведоја во ситуација да мораме да донесеме таква одлука. Во секој случај, не можам да речам дека е толку страшно законско прекршување, од причина што во секој закон како правник можеме да правиме страшни и нестрашни законски. Погрешно се изрази. Не страшни и нестрашни, туку имаме преклузивни рокови кои што не смееме да ги прекршиме, но овој рок не е преклузивен. Така да во тој дел сметам дека законот не е прекршен од причина што секој закон има одредба, член во секој закон, дека доколку е потребна итносна постапка за носење на некаква одлука, а таа одлука да биде образложена максимално зошто е итно да се пречекори рокот, да не се почитува рокот, туку да се донеси одлуката предвремено, тогаш е издржана одлуката. Не знам дали при носењето на одлуки на Совет, знам дека при носењето закони има закони по итна постапка и поредовна, во носењето на одлуки во Советот сега не можам да тврдам. Има, да, и во носењето на одлуките на Советот. Но, еве јас како човек кој што не само што присуствуваше на таа седница, ја изгледав комплетно на после уште еднаш на YouTube каналот на Општина Прилеп. Јас реално пред гласањето не слушнав образложение ради итноста на одлуката. Ниту од страна на предлагачот, ниту од страна на советниците кои што гласаа за.
А сега туку што вие кажавте дека треба да се образложи, дали може тој пропуст на... Да, тоа е пропуст и тој пропуст беше сугериран и таа забелешка беше прифатена со ветување дека никогаш повеќе нема да се случи такво нешто. Доколку се доведеме повторно во ситуација, во ваква ситуација како што бевме доведени овој пат, тогаш ќе има и други. Ќе се реферирам на вашиот колега по професија, колега веќе и во Советот на општина Прилеп, Зарко Стефановски, дека на крајот на краиштата советниците не одговараат за носење одлука за гласање. Точно. Но го ставате во незавидна ситуација градоначалникот кој што одговара за неговите постави. А за Советот не го донесува во независна положба градоначалникот, туку во независна положба го донесуваат службите кои што работат и кои што го подготвуваат материјалите. Значи, не може градоначалникот или председателот на Совет да се грижи за сето тоа. Знаете дека во општината има служби задолжени навремено да ни бидат доставени материјали и ние да бидеме навремено спремни за да одржуваме седница. Во секој случај знаеме дека едноставно немаше време 21 ден да бидат доставени, едноставно немаше совет. Апсолутно. Затоа јас зборувам за одговорност на претходниот совет кој што ве донесол или претходниот градоначалник кој што ве довел во таа ситуација. Дали како мнозинство, дали во советот реално ќе покренете иницијатива за одговорност на тие што ве довеле во таа ситуација? Разговарано е со колегите правници, без разлика дали се од власт или опозиција. Разговарано е за да се поведе една таква иницијатива. Како и кога, тоа ќе остане да се договориме и да ги разглобиме сите работи поединечно, за да можеме да бидеме сигурни и да кога ќе поведеме иницијатива, без разлика каква, таа да биде издржана и прифатена. Ајде сега да го мислам дека доволно го разглобивме ребалансот. Не следи на Прилепчани, на Советот на општина Прилеп, носење на нов буџет за 2026 година. Дали тука оди се по закон, дали веќе добивате материјали, како одат оние средби со граѓани кои што се со граѓански организации, граѓани, спортски клубови и така натаму за консултација при формирањето на буџетот? Претходната или недела имаше градоначалникот покана до сите граѓани во големата сала каде што се одржува Советот. Поканети беа сите граѓани, бевме поканети и сите советници да присуствуваме на таа средба, за да можеме да ги слушнеме предлозите и проблемите на граѓаните околу донесувањето на новиот ребаланс, на новиот буџет за 2026 година. Имаше доста Што на Прилепчани му треба, што им е приоритет за 2026? Приоритет за 2026 е инфраструктурата, значи факт, социјалната и социјалните и образовните програми со кои што мислиме, а исто се поклопи мислењето и со граѓаните дека доколку имаме добри социјални и образовни програми, дека младите и семејствата нема да ни се иселуваат, туку ќе остануваат во Прилеп. Исто така, многу му е битно вработувањето. Вработувањата се најбитната точка на нашите граѓани во Прилеп, заради тоа што има многу млади кадри, многу дипломирани, факултетски образовани млади лица, кои што се келнери, шанкери и работи кои што воопшто не одговараат на нивната струка, од причина што местата се завземени од луѓе кои што не сакаат едноставно да признаат дека
не се кадри, дека не се способни да ги извршуваат функциите и работните места на кои што се поставени, но нашата борба, а мислам дека тоа ќе биде заедничка борба, да се искорени еднаш тоа неспособните, некадарните луѓе, без разлика колку е тоа болно и колку народот мене сега ќе ме осудува за ова што ќе го кажам, да ги напуштат своите работни места и да дозволат на нивните работни места да седнат млади, образовани кадри, кои што имаат огромни познавања од дигиталната сфера, кои што имаат познавања со компјутери, со... Не верувам дека било кој така ќе напушти јас велам да ги напушти, не, да се најди решение за тие работни места, каде што не се покажуваат резултати. Така. Да бидат отстранети. А такви механизми има. И доколку дојде до промена на, значи најбитно за тоа е кој ќе биде менаџернат, значи директор да го наречем. Сега разговараме дека и на секој еден здраворазумски човек му е јасно дека до оваа ситуација сме дојдени најмногу поради таа партитократија. Апсолутно. Сега, за да ја укинеме неа и да воведеме меритократија, треба пред се политичка волја. Како и за секој почеток на било какви реформи треба политичка волја. Дали вие во овој состав на Советот, во овој состав на раководството на град Прилеп, да се изразам така, гледате дека има политичка волја да го направи овој процес? Од разговорите и со градоначалникот и со носителите на листи како представници од партиите, имавме и неколку средби. Разговорот беше следен. Мора ние да бидеме тие кои што ќе го промениме начинот на функционирање на вработување, партиските вработувања и непотизмот. Значи, мора ние да вложиме напор, макар, пак ќе го кажам тоа, дека ние ќе видиме во тој случај и плукани, и ќе видиме на стубот на викање, меѓутоа по секоја цена мора да се престани со непотизам, со партиски вработувања и конечно да го извлечеме квалитетот и да го донесеме, да ги заземи местата кои што се неопходни за овој наш град да може да функционира безпрекорно. Мислите ли дека е возможно политичките структури кои што го темелат рейтингот на ветување за вработување, дека ќе посегнат по тие мерки? Дека ќе едноставно на некој начин да се пукаат во рейтингот? Ние ќе се бориме за тоа. Јас искрено ви кажувам, ние ќе се бориме за тоа. И како еден од начините за да се спречи таквиот начин на вработување, јас сметам дека и тоа ќе го предложам и во Совет и на седница, конкурсите кои што се распишуваат и пополнувањето на работните места да оди дигитално. Да нема човечки фактор кој што ќе одлучува кој ќе биде кандидатот кој што ќе го завземе работното место. Туку по однос на поштените сиви, по однос на квалитетите кои што ги имаат кандидатите, да биде исфрлен најдобриот кандидат. Затоа што таа е мојата најголема борба моментално. Аз имам поддршка и од останатите советници, без разлика дали се од власта, од опозицијата секако. Од опозицијата, ние, јас знам да кажам, во оваа држава 34 години е многу лошо затоа што само опозицијата е секогаш во право. Обично така се случи. Во дадениот случај, значи не сакам ова да звучи како флоскула или како
како да го наречам, како приближување кон власта. Меѓутоа, мојот инстинкт и од она што го гледам, од луѓето кои што ги гледам во Советот, поготово градоначалникот и председателката на Советот, се има огромна желба да се направи нешто добро, да се направи овој град да биде она што сакаме сите да биде. Изненадена сум, искрено ви кажувам, изненадена сум од размислувањата и идеите кои што ги има градоначалникот. Значи, сепак, пак ќе кажам, не сакам да звучам дека јас сега тука сум адвокат на градоначалникот или на председателката. Меѓутоа, луѓето сакаат соработка, сакаат да направиме нешто. Борбата ќе биде тешка, тоа е факт. Значи, за да се избориме за такво нешто, притисоци ќе имаат и тие, притисоци ќе се има од сите страни, обструкции ќе се има, притисоци. Се има мнозинство, имаме градоначалник кој ќе има добра волја, велиме против кого ќе биде борбата. Народот дефинитивно би поддржал добри реформи. Само не заборавајте дека и покрај тоа што ние сме локална самоуправа, над нас има централа горе. И централата е од истата провиниенција. Од истата, да. Така, зошто би имале? Да се надеваме дека ќе немаме, меѓутоа очекуваме. Така, пошто ние овде малце сакаме радикални промени да направиме. Сега ќе се префрлиме на работа, повеќе ми треба Миријана Стевановска, правникот, толкувач на членови од правна гледна точка, за еден член во статутот на Општина Прилеп, тоа е членот со кој што се уредува снимањето и пренесувањето на седниците. Сигурно го знаете членот. Да. Значи, таму има, се уредува дека се пренесува, тој и вика. Да снима и пренесува има право исклучиво Општина Прилеп. Сега, тука кога ќе се стави тоа да се снима и пренесува, е една комплетна процедура. И да, тоа Општина Прилеп си има опрема, има YouTube канал, да, акредитирани сте. Дали тоа таа одредба со која што се уредува снимањето и пренесувањето забранува снимање на други членови или да речеме на јавноста, би го искористил терминот. Дали тоа ќе бидат медиуми, дали тоа ќе бидат граѓани кои ќе имаат право да снимаат, да имаат право да присуствуваат на седниците со најава. Седниците се отворени. На седниците може да се присуствува јавност, може да присуствуваат и медиуми и новинари. Меѓутоа не смеат да снимаат. По закон. Која е логиката на присуство на медиум таму ако не смее да снима? Значи, можете да фаќате прибелешки, можете да пренесувате написмено, а можете да се обратите до овластениот, оној кој што е овластен да ги снима седниците и од него да земате материјал за да можете вие да го процесуирате. Вака сега, сакам да зборуваме како луѓе кои што разбира логика. Добро. Значи, јас, ако ми е дозволено да фаќам прибелешки, Така. значи, не враќа то законот, да речем дека е законски така уредено, технолошки ме враќа во 20 век. Затоа што фаќање прибелешка може да биде и со тон, Јасно, може да биде и со да. видео, може да биде и тон и видео заедно. Така? Вака. Значи, фаќај, што имам право да фаќам прибелешки, јас да носам тетрадка и да пишувам, имам право и да снимам. Елементарна е, логиката е елементарна. А да Не, вие имате право да снимате тонски. За да можете после тоа да си го репродуцирате и да си го
текстуално да го напишете. Како имам право да снимам тонски, немам видео. Не може видео, значи еве баш истражував за тоа и дојдов до една одлука на општина Карпуш, Скопје. Исто имаат донесена одлука дека не може јавноста, присутните новинари да снимаат, да ги снимаат седниците на Советот, туку исклучиво само овластениот снимател кој што е од општината. Например, општина Битола нема таква одредба. Ова е јас од она што истражував ги има општина Карпуш. Општина Битола може многу лесно да се забележи, пуштате седница, таму има и микрофони на медиуми покрај микрофонот што е од општината и снимаат кој колку сака, колку му треба. Значи, ако зборуваме како правник, законски. Да, апсолутно. Работите се вака како што ви кажува. Меѓутоа, доколку дојди до, значи, затоа сме и ние советниците, затоа е и председателката и градоначалникот. Доколку ова се стави како тема за расправање на собрание, тогаш може да се донеси одлука онака како што ќе одлучи Советот. Апсолутно. Тука би сакал да протнаме на изрека и тоа кој е по закон не значи дека е праведно и дека е логично во случајов. Оти може да се толкува од тоа дека сака не знам носителот на одлуката да има апсолутна контрола врз тоа што ќе излезе во јавност. Па макар бил и директен пренос, затоа што може тој што ја ракува техниката може да одлучи да прекине преносот во одредено време, па после да снема делови од седницата. А тоа се случи на последната седница. Предпоставувам на што алудирате. Значи, тука, затоа велам, јас на некој начин го толкувам тоа како превземањето на монопол за јавност, а не за снимање и на... А то не сме да се превземе. Затоа што, затоа сакам како со правник да го разговараме и ја се спремав на темава со правници, кои што, па од друга страна велат, да ти забранат да снимаш во сала, место, простор на кој што се одлучува за јавното добро, е исто како да ти забранат да снимаш на плоштад. Така. Точно. Моабетов ми е како правник сакам јас да застанете само сакам за... сега вас да ве прашам. Каква одлука ви достави вас председателката на Советот кога сакавте да сте... Членот кој што е донесен, одлуката која што е донесена 2021 година. Дека немате право да снимате. Немате право да снимате. Тука пишува само дека општина Прилеп, исклучиво општина Прилеп врши снимање и пренос на незиниот YouTube канал. Нема забрана. Само зборот исклучиво стои тука, кој што може да значи само не знам. Знаете, секако може да се толкува. Може дека е само снимање и пренос, Да. Така? Да. Не гледам елементарна логика да ми се... Јас кој ќе рече не зборувам само за новинари, не зборувам само за медиум, зборувам дека во развиените демократи граѓанин смее да присуствува и да снима. Значи, луѓе по светот се шетаат по јавни институции, сега со телефоните ги снимаат луѓе. И го имате, исто како кога го извадов апаратот, кога ще мама не смеш да снимаш, имаше реакцијата. И тогаш, само во развиените демократи, особено службените лица се едуцирани. И кој ќе му викнат полиција, воглавно се случува полицијата да го едуцира тој кој што го забранува снимањето. Значи се согласувам и дискутиравме дента кога се случуваше сето тоа. Правно немате забрана. Никаде не пишува во закон, во било кој закон кој што се спремав и јас, никаде не пишува дека имате забрана. Не сме да има. Меѓутоа, има недореченост, кај што вели можно е се дозволува присуство на јавност, медиуми и така натаму. Така.
Сега, Која е логиката таа јавност да присуствува ако нема нема право да го документира? тој дел е недоречен во законот, не е доволно прецизен и можеме да го толкуваме. Сега ако седнеме овде 5 мина правници, 5 мина различно ќе го толкуваме законот. Мислам дека нема никаква јавност е јавност. Меѓутоа, јавноста е јавност, да. И тука мислам дека завршува целата приказка околу Апсолутно. толкувањето на тие члена. Апсолутно. Не јас, не Не ОТВ, може. не било кој друг медиум. Никој не може да ви забрани се до тогаш додека не се донеси закон во кој што стрикно ќе биде наведено член дека освен овластениот снимател на општина Прилеп, никој друг медиум нити присутен во салата јавност Так. не смее да снима. Ако не сме да слима, не сме да Значи тогаш присуствува да, и правиме муабет кој би се осудил да донесе таков закон во 2025 година Никој. на европско тло? никој. Се надевам. Беше мило се разглобување на темава Да. и ми е мило што горе-долу сме на иста бранова должина, затоа што... Единствено, знаете како, јас сметам дека, пошто еве вие, Радио Пела исто и тие имаат радио што се гледа. Така, нели? да. Значи, би требало да се организирате и да ги пренесувате и вие седниците на Советот и да бидете присутни на седниците на Советот. Јас ова работам година и пол. И си решив, пошто јас ЈОТВ е родена од проекти за кои што се наречени отворени општини со отворени податоци. Па и таа е целта значи снимањето. Работата на ОТВ пред се да ја подобрува транспарентноста на општините. Работиме со 9 општини од Пелагонинскиот регион. Стационирани сме во Прилеп, најмногу можеме да придонесеме тука и да соработуваме со вас како советници. Колку што можеме, толку одиме и во Битола, и во Крушево, и во Ресен, и да не ги набројуваме Значи, сите. цело време зборуваме дека сакаме транспарентна, отчетна, отворена собраниска седница, Да. седница на Советот. Најдобрата алатка за транспарентност е објавата, снимањето. Доколку граѓаните имаат пристап да ги следат седниците, а имаат пристап, тогаш многу малце ќе може да се манипулира, многу малце ќе може политички да се прават интриги, од причини што граѓаните ќе гледаат кој, како, зошто. Ма редно е да си ги едуцираме граѓаните пред се и за нивните права. Граѓаните во голем процент не знаат дека можат воопшто да присуствуваат, да одлучуваат, да дават предлози. За мене снимањето и пренесувањето, зборувам лично за мене, снимањето и пренесувањето на седниците представуваат основа за демократско работење. Апсолутно. И во тој случај сметам дека Советот нема да представува само една формална институција, туку ќе премине во една сериозна алатка за реални носење одлуки и реална демократска отвореност. Не е исто кога си на работното место кое што е јавно и знаеш дека никој нема да пренесе за твојата работа и знаеш дека 10 души ќе пренесат за твојата работа. Па Апсолутно. сега, Да. дури и да има манипулација и извртување кој ќе пренесат 10 души, ти ќе си го изведеш, направиш изводот. Како работи овој советник, како работи ова советничка група, овој совет. Така е. Многу е проста работата. Се надевам дека Па и во ние овие- советниците искрено сакаме граѓаните да бидат оние кои што не бирале, фактички нас не избрале граѓаните со нивните гласови. И ние сакаме да видат која е нашата работа во Советот. Дали јас таму сум само статуја, седам и кревам рака, или се борам за некакви права на граѓаните, или придонесувам
Не значи дека пренесувањето и дебатирањето на седница не значи дека се спремаме за некакви блокади или не сакаме да наштетиме. Апсолутно не. Туку да придонесиме со наши ставови, со наши мислења, со нашите знаења, да придонесиме Советот да функционира безпрекорно, граѓаните да бидат запознаени, тогаш ќе има еден спој на граѓаните и Советот и тогаш ќе можеме да функционираме многу подобро. Апсолутно се согласувам. Јас не знам со кого разговарав, кој реков во собрание на Македонија може да се дозволат тие 120 души, 80-90 да не земат збор 4 години да земат плата. Да, апсолутно. Меѓутоа ние тука не можеме да се дозволиме. Тоа е некој повеќе се изгледа далечно над реално и така натаму, Советот ти е тука, оној кој што одлучува ти во какви услови ќе живееш пред каква ќе биде урбаната слика на градот, квалитетот на живот. Сега, ако известуваат дека некој 4 години зема паушал, а не зел ни еден збор, не знам како ќе се сретне со комшиите на пазар. Па баш тоа е тоа, што го зборуваме. Значи, јас сакам да знаат оние кои што го заокружиле број 2 за мене, да знаат дека заокружиле за човек кој што има ставови, има мислења, има предлози, има програми, кој што ги предлага, кој што се бори да ги истурка тие предлози и идеи во Советот. И сето тоа треба едноставно граѓаните да го знаат, а за да го знаат треба да биде пренесено. Многу е проста таа работа, мислам дека убаво разработивме оваа тема. Апсолутно, меѓутоа пак ќе ви речам дека треба да направите малце медиумиве кои што пренесувате, заеднички да доставите едно писмено барање, па да се одлучи, а тоа би требало да се одлучи. Но зошто ние да носиме, како мој представник во Советот на општина Прилеп, те замолувам, покренете оваа дискусија и едноставно да се разјасни дека јавноста е јавност. Јавно го барам ова од вас. Да, секако ќе ја покренем. Јавно го барам ова. И ова мора да се разреши заради тоа што гледам дека на секоја седница проблемот се повторува. Вие сте тука, проблемот се повторува. Да, јас джентлменски ги прифатив сугестиите, си пајчав белешки за после кога ќе ја гледам седницата, да не мора да гледам па и 3 сати, 4, ако 3 сати си следел таму, па сега 3 сати ако следам, ако гледам цел, треба цел ден да го поминам само со седницата, не дека е тоа многу, ама може да биде и поефикасно и побрзо до граѓаните да стаса тоа што треба да стаса. Знаете како? Значи, со почетокот на работата на Советов се соочуваме со доста предизвици. Значи, мора и мора да не сватите дека треба малце и ние да се консолидираме. А јас ви кажав и на почетокот, мене единствено што ме радува е тоа што има желба за соработка, има желба за остварување на цели, има желба за реализирање на програми и планови. Тоа мене ме радува, ја гледам таа желба и тоа мене ми е од големо значење. Меѓутоа, ние не треба да се сконцентрираме само на тоа кој легува на говорница и кој повеќе ќе го надмудри другиот. Туку да имаме конструктивни. Апсолутно се согласувам дека не треба да се окупира. Значи да имаме аргументирани разговори, да можеме да оцениме дали ова е приоритет или не е приоритет. Тука е нашата работа.
И нашата работа допрва иди, значи не треба нас да не цените по декларации, туку нас треба да не цените по Затоа и како завршени јавност сме се уште проекти. фини, Да. и интервјуата Говорим. можеме и да се насмееме и да искористиме и анекдоти и се надевам дека ќе задржиме таква атмосфера во Јас ви, наредните 4 години. мојот личен впечаток е дека во новиот состав на Советов има енергија. Има енергија за промени, за амбиции, за да се направи нешто. Во Отава има енергија да го следи сето тоа и да го пренесува секоја седница, да ја разглаба, да ја дискутираме, да ве кани секој колку што е можно почесто да развиваме дебати и да го приближуваме тоа до граѓаните. И се надевам навистина дека за почеток ќе почнеме да се учиме демократија, отвореност, транспарентност и низ тоа ќе дојдеме до поквалитетни решенија за за прилеп и прилепчани. Стеванос, кајде се зборуваме веќе ретко следам време, ама веќе околу 30 минути за теми кои што мислев да ги заокружиме околу во 15-тина, ама со правник кој ќе разговараш тешко оди работа на брзина да се сублимира некои работи. 25 ноември е Светски ден на борбата против насилството врз жените. Во овие 16 дена од 25 декември UN Women спроведува кампања или иницијатива со која што се актуализира овој проблем заради кревање на свесност кај секој еден од нас дека поддршката на жените или жените имаат потреба од поддршка од сите нас. Не случајно ве канам како советнички жени во овој декември и исклучително ми е важно и по дефолт сте и членови сите жени на Комисијата за родова еднаквост. Како гледате вие на овој проблем кај нас, право тргнувајќи од град, држава, на светско ниво и како треба да се бориме прво од ниво на заедница за да се облажуваат овие проблеми? Знаете како, насилството над жената не е приватен проблем. Тоа е општествен, системски проблем. Многу жени се наоѓаат во таква тешка ситуација, но за жал, зборувам и на локално, но и на државно ниво, не се посветува многу внимание на згрижувањето и заштитата на таквите жени. За да можеме да направиме нешто и да му помогнеме на тие се жртви. Едноставно тие жени се жртви. За да можеме да им помогнеме. Значи мораме системски да направиме нешто, значи мораме да обезбедиме советувалишта. Мораме да обезбедиме центри за како шалтери, што ги викаат, за да може и жената да се пријави во тој шалтер и некој да ја згрижи во определен период. Мора да почнеме едукација на децата уште во основното, од основно училиште, да го препознаваат насилникот и насилничкото однесување кон понежниот. Исто така треба да се погрижиме институционално, многу брзо, многу ефикасно да се делува институциите меѓусебно да се поврзат и да делуваат со згрижување на жените. Заради тоа што овој проблем не е само, за жал, не е само во Македонија, овој проблем го имаат жените во цел свет. Цел свет, дефинитивно. Апсолутно. Меѓутоа, сметам дека еве, пак ќе го спомнам и Советот на општина Прилеп и програмата на Знам, нашата програма за која што се бориме да ја истуркаме во Советот. Значи има една цел статус каде што го обработуваме овој проблем и предлагаме решенија. Кои се решенијата на Знам за... Решенијата на Знам се, значи прво што го кажав она,
најбрзо и најефикасно реагирање на институциите. Ова го зборувам од причина што жената која што е жртва на насилство, прво што оди пријавува во полиција. Полицијата не води многу грижа за таа жена, ќе каже добро, ќе поведиме кривична постапка за семејно насилство и жената од тука нема кај да оди. Ова многу често го среќам за односот на полицијата во вакви да, и многу жени случаи, вие како правник сигурно имате и конкретни примери еден куп. Дали не треба сериозна едукација и на полициските службеници на тема? Апсолутно. Значи, не може да дојде жена која што е сета во крв, истепана, измалтретирана, зела дечината со неа и полицајецот да ја рече добро пријави сега, оди ќе следи кривична пријава за семејно насилство. Врати се таму. Врати се. Каде да се врати? Кај насилникот? А многу пак невладини организации велат дека насилникот треба да излезе од дома. Да, тоа е решението. Значи, полицијата треба насилникот да го извади од дома, а жртвата да ја врати со дечината дома. Меѓутоа, за жал, реков, верувајте ни дека имаме добри закони. Борбата, мислам дека и таа иницијатива произлезе од нашите пратеници од ЗНАМ за промена на законот за семејно насилство и жртва на жените од насилство. Заради тоа што жената, сепак ние живееме во Македонија, која што е една се уште конзервативна средина, се, како ќе рече од комшиите, како ќе рече, ој леле, кој што ќе рече, не е битно, кој што ќе рече, чути и трај. Не, жената треба да појде во полиција, да пријави во полиција, меѓутоа тука одма да излези во пресред центарот за социјални грижи, за социјални работи и таму да има обезбедено соба во која што барем ќе може да пренојчи таа жена, се додека полицијата не се разбери со насилникот. И друга точка која што е многу битна, значи се повеќе жени се охрабруваат да ги пријавуваат насилниците, но знаете што се случува. После, под притисок од родители, под притисок од насилникот, повлечи ја пријавата и жените ги повлекуваат пријавите. Сега, нашите пратеници од ЗНАМ имаат иницијатива поведено за промена на законот во тој дел, каде што кога полицијата ќе поведе кривична пријава, жртвата да не смее да ја повлечи. Па види, тоа има логика, да и тоа го мислев дори да, жртвата да не смее да ја повлечи и да си ги сноси последиците, да си одговара за кривичното дело кое што го стори. Доколку има пријава, се утврди дека пријавата е фактичка да се состојба, се утврди дека реално го има насилството, тој е насилникот, нема повлекување. Да, а досега затоа што тоа повлекување е секогаш под притисок. Дали ќе биде под закана од насилникот дополнително или видим може притисокот да биде од срам. Леле, мајче што ќе рече. Па, тоа ви зборувам. Најчестиот притисок, колку што е од насилникот, толку и од најблиското обкружување. Немој, немој, повлечи ја, ќе се смири, ќе се среди. Не, оној кој што еднаш кренал рака на жена, ќе крени уште 100 пати. Така да, јас сметам дека не само што треба да се поработи на свесноста на жената и треба да му се укаже на жените дека насилникот е насилник и вие не можете да го смените кога зборуваме за сопружник. Тоа не мора да значи сопружник, може да биде брат, може да биде татко. Значи, може да биде кон деца, било кој. Кон било кој. Значи, тоа е една огромна тема на која што треба
на многу повисоко ниво да ја крениме свеста, меѓутоа за мене во овој момент сметам дека најбитно е прво да почнеме од најмладата генерација, од основно училиште, да почнеме да ги учиме децата да ги препознаваат насилниците и да ги учиме како да се справат со насилничкото однесување. Значи, гледате што се случува по училиштата. Па она е страшно. Страшно е од булинг, од... Кога ги спомна училиштата, една од темата на годинашната кампања во овие 16 дена на UN Women е сајбер насилството, а на него од него се најзасегнати баш најмалите. Најмалите, да. Девојчињата се најзасегнати во случајот, затоа што во ова време кај што им дозволуваме да бидат на социјалните мрежи многу мали, као контролирано, ајде само мама, тато, бато и после со учениците, ама кога веќе тоа на социјална мрежа е достапен скоро за секој. А тие кои што ги вршат тие сајбер насилства, сајбер малтретирање, сајбер булинг, како сакаме можеме да го наречеме, не бираат. Не бираат средства, не бираат... Како против, како да ги заштитиме децата од ова појава? Од ти возрастен човек ќе го блокираш, одма не ти е ништо страшно спектакуларно што направил и што пратил и така натаму, ама на едно девојче од 10 години, ако му стаса во инбокс нешто кое што не е баш за негова возраст, може да има и последици. Девојче од 10 години не треба да има ни телефон. И не треба да биде ни на социјалните мрежи. Значи, јас сум најголем противник за телефоните. Дечината не знаат да зборуваат до 4 години заради тие телефони. Или ако прозборат, зборуваат англиски. Вие не знаете, пошто јас имам внуци, па сум запознаена со таа проблематика, вие не знаете колку деца одат на психолози, на педолози, за да проговорат, а вината во сето тоа тие стручни лица ги гледаат во телефоните. Значи, не може дете од 5 години, дете од 10 години да биде со телефонот во джеп и денеска цел ден да гледа YouTube или не знам, таму што сака да гледа, дури и да постира. Првенствено вината е во семејството затоа што се Тука ги најдувам криви родителите. А што правиме за оние родители? Познавам и такви кои што ги заштитиле своите деца, нашле начин да не биле мрзливи, се играле со нив и анимирале на различен начин и немаат социјални мрежи до 6 одделени, во 6 има 12. Социјалните мрежи се 14 минимум. И класната раководителка во 6 одделени ми вика, ќе ви направам група на Facebook. Праќам дополнителни домашни задачи, координација со прво воопшто после учебно време било што да се прави. Тоа функционира секаде сега. На Facebook групи се родителите и да. Како да ги родителите, окей, легитимно е. Правиме глоби дека со децата има. Тука ќе му се кажи на наставниците и на професорите дека нема што тие да комуницираат со децата на Facebook. Воопшто надвор од учебно време. И надвор од она што го кажат. Доколку имаат било што, децата се на настава, значи можат и дополнително ако не имате. Не знам дали вие сте многу млад, меѓутоа јас се сеќавам. Ние, ако нашата учителка, ќе ја спомнам и по име, пошто таа ме изгради, ја почитувам многу, сега може би е почината, Драгица Ивановска, значи таа ако не стигнеше да го совладаме она што треба во текот на тие 4 часа, зборувам од прво до четврто одделение, таа нас не задржуваше. Со домашни телефони му звонеше на родителите дека децата ги задржувам, да не се секирате, остануваат за да таа ни дообјасни. Сега децава
На Facebook му пушта овој материјал да го научи. На Вибер му пушта ова да го научи. Домашна работа во 9 на вечер. Да. Стигнува во Facebook група. Мислам, Значи, правиме страшно. муабет за сериозни работи кои што дефинитивно образованието е подопштина. Вака да ви кажам. Треба сериозно да се Јас разговара. мислам дека и во претходната емисија кога бев кај вас истото го кажав, колку сакаат нека ми се лутат професорите и учителите, наставниците или како било. Тогаш беше во друг контекст, Да, најде во уште друг една. контекст. Меѓутоа, нашето училиште беше воспитно образовна установа. Сега нема В од воспитна, нема О од образовна установа. Нашите деца се неписмени. Верувајте ми. Толку слаби резултати покажуваат, што е страшно. Не ги најдувам виновни нити пак учителите и професорите и наставниците, заради тоа што ги претворија во административни работници. Луѓето дење ноќе водат некои електронски дневници, па да системот паѓа, па сите се во исто време, па стануваат ноќе во 2-3 кога е ослободен системот да ги внесат Тогаш е најмалку оценките, оптоварен да ги внесат оценките. И професорите не можат да си ја извршуваат, професори, наставници и учители. И тие не можат да си ја извршуваат својата работа онака како што сакаат заради оптеретеност со административни работи. Го разговарам ова и стално ќе речем прво дека вината е за темава што ја покренавме дома кај родителите, но не можеме да очекуваме дека секој родител е со иста свесност, со исто образование, со ист интелектуален капацитет и така натаму и така натаму. Но наставниците мора да бидат. Мора. Наставниците мора да бидат, да. И тука мора да се реагира, и тука мора да запри овај нов метод на информирање на учениците по социјални мрежи. Значи, ако тие сметаат дека професорите на факултет можете на социјални мрежи да пуштите материјали ова дека тоа е исто како со дечинава од 10 и 12 години, не е исто. Бријана, те благодарам за разговоров. Мислам дека бевме инспиративни, дека бевме содржајни. Се надевам. Се надевам дека не бев многу страшен, па да Апсолутно. го пратам поздравот кон вашите партнери во Советот. Не е страшно. Се надевам дека ќе се отворат тие. Со вас ќе се гледаме почесто затоа што изборот знам во Советот немаме, вие сте, али па добро е што сте добар соговорник и ви благодарам што сте на секоја покана тука. Вас ви благодарам што гледавте и се гледаме во следна емисија на Отворени муабети.